Секој кој малце размислува со своја глава, треба само да ја види снимката како Даниела Арсовска доаѓа во штабот на ВМРО ДПМН со свирачи или трубачи кои свират песната Бела Чао. Бела Чао е символ на отпорот на Бранко, значи символ е на италијанските партизани и така натаму, партизанска левичарска песна. Да. Но во последните 10 години таа стана символ на отпорот на Бранко Црвенковски. Че Гевара. Значи две личности се врзува за Бела Чао, Бранко Црвенковски и Наташа Сава. Да. Наташа Сава која е најблиска соработничка на Јордан Норце Камчев. А да не се врзуваат и со Данела? Па јас мислам дека пораката на Бела Чао на Данела е порака на Наташа Сава од ВМРО ДПМН и до Христијан Мицковски. Како стојат работите? Ние победивме на изборите. Точно. Ке направиш влада и ќе го ослободиш Орце Камчев. Не. Тоа е Ја поинаку мислам. Ајде, што мислите ви? Значи има логика ова, но јас мислам поинаку. Јас мислам дека во моментов во ДПМН и Белата палата се одвива една голема битка меѓу фракции на Груевски и на Бранко. Вие добро знаете дека Груевски го пензионираше Бранко, а Бранко таков каков што е не заборава такви работи и сега се обидува да му врати. И битката внатре поприма сериозни димензии за тоа кој ќе доминира.